Почитувана председателке, секогаш сте одмерена, културна и за секогаш се договараме за работите. И затоа ќе ве замолам во иднина, кога ќе морате да ја напуштите комисијата и да викнете некој од колегите да ве заменува. Тоа, ако ништо друго, треба да биде во претходен договор со било кој од нас, бидејќи на нас ни е топло тука и ние седиме цел ден и ние сакаме да бидеме во моментот на пленарна седница каде што се разгледува извештајот на Европската комисија, но тука сме присутни и затоа ќе ве кажуваат колегите дека ова е пракса да може да менува председател на комисија било кој друг член без претходен договор, овластување и така натаму. Меѓутоа јас не се согласувам со истото. Во деловникот и во прегледот на тела на собранието имаме членови, заменици на членови, имаме председатели, заменици на председатели и токму поради тоа постојат. Доколку не е присутен председателот на комисијата, го менува заменикот, исто како на пленарна седница кога не е присутен председателот, го менува некој од подпредседателите, а не било кој пратеник. И затоа ќе ве замолам во иднина, ако ништо друго, да ја прекинете, да дадете пауза, ако не сте во можност да бидете присутна тука, а вака некој да си дојде да си седне додека колегата активно зборува, мислам дека воопшто не е коректно и не е во ред. Добро, ја прифаќам вашата забелешка. Значи, мене ме заменува мојот заменик и тој ќе во понеделник. Комисијата ќе продолжи заменикот на комисијата, затоа што јас ќе бидам на состанок во Маврово, работен состанок од собранието, но во моментот ја замолив колешката само привремено да ме замени и тоа нема потреба да биде да направен прекин на седницата. Знаете зошто? Затоа што пола сат ја одложивме седницата заради вашата координација и мислам дека пола сат можевте да ме толерирате и јас имав исто така еден важен состанок за собранието, не приватен, не состанок за нешто друго, се однесуваше на самото собрание, требаше да направиме еден разговор за мешовитиот парламентарен комитет и затоа ја замолив колешката да ме замени за да може во континуитет да продолжиме да работиме, за да може до 5:30 сепак и да сработиме нешто. Повелете. Не е спорно ништо тоа што го зборувате вие. Меѓутоа, ние треба да имаме предвидливост на работите. Ако вие не сте присутна, барем ние треба да бидеме известени како координатор на оваа комисија, Дејанчо, јас сум тука присутна, колеги се тука присутни се. Значи, можеме да бидеме известени дека ќе бидете одсутна 15 минути, ќе бидете одсутна половина час, ако веќе има таква лоша пракса, која што во иднина може да се одрази. Затоа што било кој може да седне на ова столче и да биде председател, односно заменик на председателот, без никакво овластување или без никаков договор. Ова сметам јас дека е лоша пракса. Затоа што може да се најде начин истото да се злоупотребува. Јас не зборам ништо лошо, туку кажувам дека треба да се почитува деловникот и треба да се почитуваме меѓусебно. Значи, ако ние знаеме дека ќе имаме предвидливост на работите, нема да бидете присутна тука 15 минути, нема да правиме фама. Од кај да знам јас дека вие не сте се заминале, не сте морале да заминете и таму. Или кога ќе продолжи комисијата, кога ќе дојдете да бидете присутна. Значи, во таа насока беше и мојата реакција дека треба да се договараме како и за се. Досега, мислам, поголемиот дел имаше и одредени моменти кога сте правеле свесно одредени злоупотреби на деловникот и кршење деловникот, меѓутоа ве замолувам оваа пракса понатаму да не се случува.